Господине Пандовски, добро вечер. Ви благодарам за гостувањето во тема на денот во Дневникот на Сител. Објавивте интересен извештај пред 2 дена. Македонија напредува 9 места на листата на Transparency International од 85-то на 76-то место од 180 земји, доби 2 бода повеќе, односно 42 за индексот за перцепција на корупцијата. Но во суштина состојбата не е променета во споредба со претходната година, бидејќи натаму сме во портокаловата или црвената зона, како да ја наречам, на земји во кои корупцијата е сериозен проблем. Дали овие бројки покажуваат некакво квалитативно подобрување или промена? Вака, значи се што е под 50% на листата на индексот на перцепција на корупција, Transparency International согласно нивните критериуми го смета за неуспех во борбата против корупцијата. Ние имаме само 2 поена повеќе од претходната година, но тоа резултираше со покачување на 9 стапки на листата на перцепција на корупцијата, но во суштина генерално не е ништо подобрено во борбата против корупцијата. Зошто е тоа така? Пред се она листа која излегува, нели, како индекс на перцепција на корупција, зависи од успехот на самата држава, генерално зборуваме, не конкретно за Македонија, но и од успехот или неуспехот на другите држави. Така, например, ние, ако земеме во претходните години, неколку години сме имале, дури она најлошо кога бевме рангирани 111 во 2021 сме имале 35 поена, но со тие 35 поена во другите години сме биле повисоко рангирани. Се додека не се искачиме над 50 поени, што е оној минимум да излеземе од она црвена или протоколовиста кој ја кажавте, сметам дека нема преголем прогрес во борбата против корупцијата. Интересно е што оценките на 4 од 6 институции, со забелешка дека во минатите истражувања имало 7 институции, фондации и други организации, 4 од овие 6 кои што годинава учествува, односно за лани, покажуваат горе-долу слични резултати, а 2 покажуваат значителни отстапувања. Јас ќе ги прочитам. Бертелсман фондацијата дава дури 53 поени, а проектот за вистински демократи дава најниска оценка 27. 50 поени, рековте дека е границата во која што се означува некакво справување со корупцијата. Зошто е тоа така? Па вака видите, пред се Transparency International користи користи 13 извора од 12 институции. Конкретно во случајот со Македонија, годинава се користени 6 извори на информации. Од нив само Бертелсман Шифтунг фондацијата дава отстапување од резултатите од претходната година. Што се однесува на ова истражување, значи секој од овие извори на информации има посебна методологија со која работи, посебни стручњаци со кои се работува при добивањето на резултатите и како основа користи прашања, нели, кои треба да се одговорат за да се добие до резултат. Кај Бертелсман фондацијата мислам дека беше корупцијата кај носителите на јавната функција, колку е таа застапена. Конкретно со оваа фондација соработува со 2 независни експерта од нашата држава, кој што првиот дава определено оценување, вториот прави независна оценка на неговото оценување и самиот тој дава определени оценки кои што потоа оваа фондација ги обработува и доаѓа до резултатот. Зошто е подобрено рангирањето во оваа фондација не можам да кажам, бидејќи како според информациите кои ги имаме, комплетниот извештај на оваа фондација ќе излезе некаде 2024 година, се очекува можеби месец март или април, кога ќе имаме повеќе информации, ќе можеме да ги споделиме. Што се однесува до ВДИ, на другиот избор, каде што секогаш сме најслабо рангирани, тие пак се занимаваат со присуството на корупцијата во политиката. Да генерализираат, значи од јавни носители на функции и политика. Меѓутоа, кога го гледаме успехот или неуспехот на една држава, односно нејзиното рангирање, треба да имаме предвид дека сите оние извори кои ги даваат информациите, согласно нивното оценување, се делат на бројот на
на овие институции, така се добива онаа средна вредност. Да, овие се техникали за кои ве прашав што паѓаат во очи, прв пат кога ќе се видат. Инаку, клучна забелешка во вашиот извештај се всушност измените во кривичниот законник кои предизвикаа застарување на кривични дела за корупција од висок профил во 200 случаи, тоа го објавивте. Дали е тоа клучниот момент во која губиме битката со корупцијата? Ние губиме битката со корупцијата во многу моменти, меѓутоа овој момент на промената на кривичниот законник во делот на намалување на казните на злоупотребната службена положба како кривично дело, сам по себе придонесе да голем број на дела застарат. Зошто? Заради тоа што со облажување или намалување на казната за ова кривично дело, покрај тоа што се намалува висината на казната која евентуалните престапници, односно обвинети бија добиле, се намалува и рокот за она релативна и апсолутна застареност за кривичните дела. Главната критика која влезе во генералниот извештај на Transparency International, а и во извештајот конкретно за Источна Европа и Централна Азија во која ние како регион спаѓаме, беше дека во период кога државата има големи проблеми со корупцијата и кога таа треба да се санкционира на многу високо ниво, ние носиме закон со кој што едно од кривичните дела кои што вклучуваат корупција ја намалуваме неговата казна. Бензин на огнот. Така е. Исто така, забелешката беше да законодавното тело, парламентот во кратка постапка го изгласа овој закон и тоа е директен упад во работата на судството, бидејќи судовите работат врз основа на закон. Ако вие им го промените темелот на кој што тие работат и на кој што гонат, тогаш каква борба можеме да очекуваме? Сега, на што укажуваат предупредувањето од председателката на Врховниот суд Беса Адеми дека судството е под силен притисок, но и случувањата во судскиот совет, па и изборот што го спроведе Советот на јавни обвинители за шеф на обвинителството за организиран криминал и корупција, како тоа влијае на корупцијата? Видете, сите овие примери кои ги споменавте се катастрофални во најблага мерка кажано. Председателката на Врховниот суд, кој е хиерархиски највисокиот суд во државата, значи тој прави ревизија на одлуките на пониските судови, ако таму имало политичко влијание и притисок, можеме да замислиме што се случува со пониските судови. Во оваа прилика можам само да искористам да апелирам до јавното обвинителство кое ја спроведува истрагата да собере повеќе информации за ова изјава од председателката, бидејќи тие се тие кои треба да направат обвинение, да го застапуваат пред суд, а судот како мериторен орган треба да донесе кои биле тие кои што вршеле политички притисок врз Врховниот суд и тоа да се санкционира најостро, бидејќи ако вие имате политички притисок врз највисокиот суд во државата, тогаш тоа сериозно ја загрозува независноста на судската власт. Во вашите контакти со сите овие институции, впрочем и со идентични организации низ светот, ги спомнуваат овие два случаи конкретно за притисоците врз Врховниот судија и за измените во кривичниот законник како нешто што во државава направило хаос во борбата со корупција? Притисокот врз Врховниот суд е сериозна индиција дека постои влијание врз независноста на судскиот систем, значи на судската власт, а пак од друга страна промената на законот кој представува основ за судење на дела поврзани со корупција, конкретно за злоупотреба на службената положба и властување, пак зборува дека темелото на што го кажав преска се доведува на многу пониско ниво и ако тоа го земеме со спорото процесуирање на предмети од обвинителството и спорото судење понекогаш и враќање од повисоките судови поради недостатоци на пониските судови, со тоа апсолутно се овозможува побрзо застарување на овие дела. Друго што падна во очи е какво влијание имаат вработувањата во македонска навигација и скандалозниот упад во оваа институција врз корупцијата во земјава, што се наведува во вашиот извештај. Да, скандалозно е пред се што во година кога имаме парламентарни избори и претходно се вршат партиски вработувања. Тоа ја доведува политиката некако еден сегмент кој треба да владее со државата на добар и правилен начин, туку како едно пазарување со гласовите на сите оние кои партиски би требало да се вработат и понатаму би требале да дадат гласови за таа партија, за партија која вработува. Меѓутоа конкретно го споменавте примерот на МНВ, зошто баш тој. Таму, колку што имавме информација, синдикатот се одважи да реагира против ваквите вработувања, што е доста светло и позитивен пример за борба против корупцијата.
таквиот светол и позитивен пример за борба против корупцијата беше нападнат од упаѓачите и напаѓачите во МНАФ. Токму затоа овој е пострашен пример за партијско вработување на останатите. Но сте го земали овој случај, образложувате зошто, но непотизам, роднински, партиски вработувања има во голем број институции. Во јавноста се знае здравство, правосудство, високо образование и слично. Кој е вистинскиот начин, како што направил синдикатот, или има друг начин да се поттикнат за да се спречат ваквите вработувања, како што ги кажав, со што влијаат нормално на коруптивните резултати на земја? Сите едни сегменти во една, да речеме, работна организација, дали е тоа синдикат, дали се оние свиркачи кои што се и други, нели, ентитети внатре вклучени, би требало да дигнат аларм кога се случуваат овакви работи и кога тоа се злоупотребува, и би требале да известат институции на системот кои се надлежни за гонење и судење, тоест обвинителството и судството, бидејќи партиските вработувања со кои што се злоупотребува позицијата во која една партија се наоѓа, е страшен, кривично дело поврзано со корупцијата. Ние сме во предизборие, веројатно ви е јасно дека сега не ги интересира ни закон, ни суд, ни обвинителство, ни синдикати, дека тие партиски вработувања ќе бидат ставени на најако, што би рекло. Да, меѓутоа, кога не ги интересира, како што кажавте, тоа е поразително за самата држава. Пред се треба овие институции кои се надлежни за гонење на овие случаи да ги интересира како би ги спречиле овие партиски вработувања, бидејќи партиите, кога веќе се дрзнале да го направат тоа, сигурно нив дека нема да ги интересира, нив ги интересираат последиците од тоа да добијат гласови. Можете ли да направите некаква листа на институции кои се најкорумпирани? Видете, корупцијата како појава во едно општество е многу тешко да се измери. Зашто? Затоа што ние тоа го нарекуваме феномен на ајсберг или леден брег. Се гледа само горниот дел. Долниот дел и поголемиот дел на корупцијата не се гледа. Зашто? Таа е најчесто скриена од чинителите на корупцијата, кои што се високо позиционирани дали во политичка смисла, дали во судска смисла. Значи, тоа е она врвот на општеството кое би требало да помогне во напредокот на општеството, но ја злоупотребува својата функција дали за одредени бенефити, пари, влијание и така натаму. Сега, институциите сами по себе не се корумпирани како институции, меѓутоа луѓето кои работат во тие институции, да, се или не се корумпирани. Кој е оној што треба да каже каде, во кои институции има највеќе корупција? Тоа е повторно ќе ги потенцирам јавното обвинителство и судството. Кога ние ќе имаме случаи завршени за корупција, кога ќе имаме пресуди и ќе можеме да зборуваме за корупција, тогаш и јасно ќе може да кажеме во кои институции има највеќе корупција. Имаме статистика. Да, во моментов, поради слабото гонење на корупција, ние не може да кажеме во кои институции има највеќе корупција. Меѓутоа, еве ова прилика ќе искористам, бидејќи Transparency излегува со националниот систем на интегритет, нели, каде што вклучува 15 чинители, односно 15 институции кои се борат против корупцијата, па го рангира нивниот успех согласно нивните начини на борба, придонесот, независноста, капацитетите со кои што располагаат и така натаму, па во последниот извештај за НИС-от, односно националниот систем на интегритет, имаш најдобро рангирани беа Државниот завод за ревизија, Комисијата за спречување на корупција и омбудсманот, додека најлоши резултати од јавниот сектор покажа јавните претпријатија, судството и обвинителството. Да, јасна е таа листа од најдобри до најлоши. Значи, тоа моето прашање треба да го почнам со листата ваша од оздола нагоре. Да. Добро, еве за крај, што велат препораките во вашиот извештај? Како конечно да се намали корупцијата во земјава по 1, 2, 3, 5, 10 извештаи, не знам колку веќе ги има горе-долу, кои што не ставаат на оваа мапа на портокалово-црвено? Така. Главните препораки на Transparency International годинава, како и секоја година, се однесуваат глобално. Меѓутоа, можеме да направиме една паралела помеѓу глобалните препораки и она што како препорака би требало да биде тука. Во ова година во фокусот на Transparency International беше судството и правото. И се забележа еден навистина деградирачки процес на напредок на овие институции како судството, влијанието на политиката во судството, независноста на судството, процесуирањето на определени дела и така натаму.
Па, во контекст на овие пораки, сакам да кажам дека и во Македонија главните пораки за созбивање на корупцијата се секогаш поврзани со јавното обвинителство и судството. Зашто? Затоа што сите други, вклучувајќи ги медиумите, стручната јавност и така натаму, можат само да шпекулираат во поглед на определени настани дали се тие коруптивни или не. Но судството преку своите механизми кои ги поседува и неговата улога во општеството, поделбата на судска законодавна извршна власт, нели судската е она меритумот кој одлучува што е правилно, што не, само тие можат правилно да го санкционираат постоењето на корупција. Прстот е вперен, се очекува акција. Апсолутно. Да. Ви благодарам што бевте гостин во тема на денот во Дневникот Ви на Сител. благодарам што ме поканевте.